Денеска се навршуваат 5 години од трагичниот настан во Кумановско диво населје, кога во престрелка со терористите загинаа 8 припадници на македонските безбедносни сили. Еден од нив е и Ненад Серафимовски, од Гостиварско Зубовци, припадник на единицата Тигри. Поради неговото прилепско потекло, пред 2 години во Прилеп беше подигнат и споменик, каде денеска припадници на полицијата, членови на фамилијата и представници на политички партии положија свежо цвеќе. Од ова случка што беше во точно 2015 година останаа погодени срца, погодени фамилии, родители, мајки, деца. Останаа животи кои на вистина згаснаа прерано и гнијат в земја, некој ќе живее, ќе шета, а некој ќе скапува в земја, како што би рекол народот. Да бидиме храбри и силни за се ова, да го издржиме и понатаму. Хероите вечно живеат. Инаку за случајот диво населје беа обвинети 37 кои што добија затворски казни, а имаше и 4 ослободителни пресуди. Пресудата за обвинетите до Основниот суд во Скопје ја потврди апелација. Според адвокатот Жарко Стевановски, кој што застапува 4 семејства на загинатите бранители, сега тие ќе ја тужиле државата поради тоа што припадниците на безбедносните сили не биле осигурани од последица смрт. Во време на случувањата, припадниците на безбедносните сили не биле осигурани од последица смрт. Дополнителна полиса е склучена после диво населја, така да тоа ќе биде предмет на оценка во постапка за надомесна штета, која ќе се води против државата. На семејствата му е исплатен некаков надоместок, а не се знае по кој основ. Се уште не знаеме која беше причината без никаква иницијатива да се исплати таквиот надоместок. Денеска преку својот Facebook профил се огласи градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, кој истакна дека се уште немало вистински одговор што точно се случило во Куманово пред 5 години. Се превртеа многу министри во Министерството за внатрешни работи, многу одговорни лица, но никој не даде точен одговор. Дали тоа беше политички мотивирано или на вистина се случи нешто за кое што нема денеска објаснување. Куманово заслужува одговор што всушност се случи на 9 и 10 мај во Куманово. Инаку денеска во соборниот храм Свети Никола во Куманово се одржа и панихида за 8 на загинати припадници на полицијата, која што ја организираше група бранители. На панихидата присуствуваше и министерот за внатрешни работи Наќе Чулев.